Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на Радио Лидер. Јас сум Љупчо Златев, а заедно со мене ово утро Искра Коровешовска. Добро утро, Искра. Добро утро, Љупча. Денес се отвара Пандорината кутија на македонското правосудство. Се очекува дека владата ќе го гласа предлогот на Министерството за правда за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо или Љубомир беше? Љубомир Коцевски. Љубомир Коцевски. Мене требало Љубомир да ме крстат, дедо ми така му е името, ама некако И Љупчо... Љубов и мир. Не бе, Љупчо Георгиевски многу бил популарен, ја кога сум се раѓал тогаш у 92-ра и сега каде отиде човекот по кој сум делумно крстен, иако сум по дедо ми се вика Љубомир, навистина сосем друга работа. Ово утро имаме навистина гостин од висок профил за оваа работа. Го имаме заменик министерот за правда Ален Деребан. Многу чудно име за македонски услови би рекол. И Ален и Деребан. Деребан е предпоставувам струшко презиме. Да, добар ден. Да ги поздравам слушателите, ви благодарам за поканата и можноста да учествувам во емисијата. Да, Деребан е старо струшко презиме. Името, како што кажа Љупчо Георгиевски, бил популарен во 90-тите. Периодот јас кога сум се родил бил популарен Ален Бокшич, фудбалерот, така што... Символиките се одлични. Види, сепак Ален Бокшич е политички подобро решение од Љупчо Георгиевски. Морам да кажам. Не, ама... И добро е што башо не ме стајле. Во случајот Георгиевски е привилегиран бидејќи ти се викаш. Па добро не, Да. ја ово сум му го кажал него и навистина убаво му дојде и го почитувам како еден од најинтелигентните и најобразованите политичари во историјата на Македонија. Сега за ставовите може да разговараме во некој друг формат. Падна ли одлука? Ке го разрешувате ли Коцевски? Како е постапката? До кај? На денешната седница на владата на Република Македонија на дневен ред до микрофонот ако може. ќе се најде на разгледување точката, односно предлогот за разрешување на јавниот обвинител на Република Македонија. Таа е законско регулирана процедура со Законот за јавното обвинителство. После усвојување на предлогот, истиот ќе биде доставен на мислење до Советот за јавни обвинители, кој треба да се произнесе во рок од 15 дена по однос на предлогот. Доколку не се произнесе во тој рок, се дава дополнителен законски рок од 15 дена. Ако не се произнесе и во тој рок, се смета дека не го поддржува предлогот за разрешување на јавниот обвинител, после што владата предлогот го доставува на одлучување до Собранието на Република Македонија, заедно со мислењето од Советот и со пратениците Или без мислењето доколку или без доколку не го достави, да. Сакам само да ве Значи уште максимум 30 дена може да купи Љупчо Коцевски почнувајќи од Да, денес. детално се регулирани роковите во Законот за јавното обвинителство и тие се роковите по кои што треба да се постапува. Мислите дека од Советот за јавни обвинители ќе го разрешат или ќе остават? дадат Советот нема надлежност да го разреши, туку има дадат мислење дека треба да се разреши. Ќе оставиме на нив да одлучат. Се надеваме дека совеста ќе преовлада. Дека врана на врана очи ќе извади, се надеваме. Да, добрата, имате информации такви малку? Сепак Ваши мислење- извори или дефинитивно Немаме верувате информации. во интегритетот на Совет? Се надевам дека ќе покажат доблести Совет. Заменик министре, што стои во конкретниот документот и нели видовме некои позиции зошто би требало да отпочне процедурава, има некои промени, посилни аргументи во овој документ што Има денес доста силни аргументи и причини Ке ни за да се откриете разрешат. дел? Главна причина и главен основ за негово разрешување член 91 став 1 алинеја 6 од Законот за јавното обвинителство, односно намерно и неоправдано направена крупна професионална грешка, што се карактеризира како тешка дисциплинска А кои повреда. се клучните грешки кои вие ги детектирате? Ево да Затоа што започнеме Љупчо Коцевски вели, од- јас немам никакви грешки, ова е политички притисок. Ево да започнеме од Љубомир се извинувам. непочитување Ако на Љупчо не е уставот и страшно. законите. Да почнеме со нарушување на принципот на хиерархија и субординација кој е загарантиран во функционирањето на јавното обвинителство со Законот за јавното обвинителство. Јавниот обвинител донесе неодамна задолжително упатство за постапување на пониските јавни обвинители, што е негово право согласно законот. Меѓутоа, согласно Законот за јавно обвинителство,
со задолжителното упатство. Треба да се регулираат одредени правни прашања кои што не се прецизно регулирани во закон за кривична постапка, кривичен законник или друг закон. Со него не можат да се дерогираат одредени овластувања кои што се дадени со закон. Например, да бидам појасен, со задолжително упатство може да се утврдува што представува помала количина на употреба на наркотична дрога, психотропни супстанции и прекурсори, кај кривичното дело недозволено производство и пуштање во промен на недозволена дрога, психотропни супстанции и прекурсори. Или пак дали сукцесивното неплаќање, избегнување на плаќање на издршка, кај кривичното дело неплаќање издршка представува трајно кривично дело или продолжено кривично дело. Тие се прашањата кои што можат да се регулираат со задолжително упатство. Обвинителот Коцевски со ова задолжително упатство навлегува во автентично толкување на одредбите од Законот за јавно обвинителство кои што се однесуваат на иерархијата и субординацијата. Зарем тоа не го знае? Тој го знае, меѓутоа тоа е направено поради анимозитет спрема одредени виши јавни обвинители со цел да им се Зборуваме за одзедат, Цветковски и за Хајрулахи. предпоставам, со цел на сите виши јавни обвинители во државата да им се одземат, дерогираат одредени законски надлежности кои што им припаѓаат по закон. Така во задолжителното упатство во член 3 и 4 е пропишано дека јавниот обвинител може да бара податоци од конкретен предмет единствено шефот на со тоа јавно обвинителство, јавниот обвинител на Република Македонија, јавното обвинителство на Република Македонија и службата за односи со јавност при јавното обвинителство на Република Македонија. Иако вишото јавно обвинителство е надредено над основното, со ова задолжително упатство му одземаме одредени надлежности согласно закон да бара одредени податоци од предметот понизок. Да, зошто ние го имавме овде и Хајрулахи, го имаше во Нова Македонија и Цветановски, мислам дека беше, и двајцата дадоа детални објаснување за тоа што се случува во Републичкото јавно обвинителство и како одредена каста, нели, се фаворизира она од бившото СЈО и дека со овие одлуки практично на тие луѓе им се става некаква неприкосновена позиција во македонското правосудство. Поради тој нивен став и поради тој нивен поглед тие се и двајцата сега на дисциплинска во овој момент. Дали доколку оваа пракса, ваква каква што е, која што ја наметнува Коцевски сега, доколку продолжи, ние може да очекуваме да речеме дека дел од обвиненија и судски пресуди во иднина благодарение на овие системски пропусти може и да паднат. Не само тоа, се ствара еден хаос во целото обвинителство во државата. Значи овие задолжителни упатства кои што ги посочив не важат само за вишото јавно обвинителство Скопје. Тие се задолжителни за вишото јавно обвинителство во Битола, во Гостивар, Штип. Значи се ствара буквално еден хаос и каде што обвинителите наместо да ги почитуваат законските прописи и да ги гонат сторителите на криминал и корупција се пресметуваат меѓу себе. Се формираат кланови во обвинителствата. Класичен пример е и незаконското назначување на вршител на должноста јавен обвинител во вишото јавно обвинителство во Скопје. Па се повлече после. И тоа е непочитување на принципите на хиерархија и субординација. Непочитување на одлуките на јавниот обвинител. Можењето да се воспостави авторитет во пониските јавни обвинителства. И тоа е нарушување на принципите на хиерархија и субординација. И сега, како причина за повлекувањето, јавниот обвинител, како што милува да каже, нарушување на меѓулюдските односи помеѓу обвинителите во вишето јавно обвинителство. Меѓутоа, иако е така, кој е одговорен за тоа? Да. Тој самиот кажа дека е тој менаџер на јавното обвинителство. Кој е одговорен за нарушување на тие односи и формирање кланови во јавното обвинителство? Многу ми навелат сега ВМРО ДПМН, знам и Влен како нова владеачка коалиција го користат тој момент за да инсталираат јавен обвинител кој е ним подобен таму. И дека практично целата оваа постапка е една нова и повторно, никој не верува дека е независно обвинителството, да се разбереме, но дека е повторно уште една партизација на оваа институција. И дека тоа се прави со поврада на закон. Да, во светот е најразлично регулирано се ова.
многу често имаме случаи на запад во системите, самиот министер за правда да е шеф на обвинителството. Обвинителството се смета дека е дури дел од извршната власт, не е дел од судската власт. Не е точно дека има мешање на политиката во разрешувањето, напротив, ние бевме многу толерантни и трпеливи со јавниот обвинител. Ако баравме причина за да пристапиме кон негово разрешување, имаше многу во минатото, во континуитет незаконитости во неговото работење. Ако баравме момент за негово разрешување, вистинскиот момент може да беше со склучување на предлог спогодбите со Наќе Георгиев и со Изет. Искрено те молам да ги подсетиш слушателите на овие две спогодби. Искрено не ги знам. Наќе Георгиев е судијата кој беше фатен со мито и на крај Зашо се спогодија не можам да. Па за да не оди на долг затвор, се спогодија за 3 години, ако не се лажам. Значи, ако за такво дело, за кривично дело, да примеш недозволено примање награда за незаконито влијание на врховен судија, ако казната затвор за тоа дело е предвидена од 1 до 10 години, тој треба да биде одсуден на максимална казна. Тој период што е предвиден од 1 до 10 години, значи тој да се осуди за 3 години, председател на, врховен судија, е скандалозно. 3 години може да се осуди некој службеник евентуално во јавно предпријатие, а не и врховен судија. Тоа не беше причина да се потегне тогаш разрешувањето. Баш заради ова што зборувате да не се доведе впечатокот дека се меша тоа. Не само дека се надевавме дека не е намерно. Дека сепак оставивте простор за професионален простор да може да покажат интегритет. Меѓутоа и понатаму продолжи да се дури да се влошуваат работите во обвинителството. Министерството за внатрешни работи преземаше безброј акции, дел беше и таа акција која што буквално е обструирана со склучување на предлог спогодбите. Можеби доколку таа постапка продолжеше со кривична постапка, секако нема да беше осуден 3 години, меѓутоа може да ќе произлезеа и други докази за евентуална вклученост на други осумничени лица во тие процеси. Добро, Советот за јавни обвинители нели треба да го каже клучното оценување во случајов, но и внатре знаеме како се поставени обвинителите кои се членови или пак информираа медиумите целиот во изминат период, особено за време на минатата власт. Како тука да се коренито реформираат работите? Еве за како? да можеме да ги реформираме работите. Ние цело време судскиот совет, нели? Советот за јавни обвинители практично е истата мака. Да, меѓутоа толку не се експонираат тие во јавноста. Меѓутоа имаме единствен начин за да го надминеме тој проблем е департизирање на советите. Значи советите се буквално партизирани. Добро, можно ли е да се департизира? Можно. Промена на Јас си го поставувам ова прашање од една единствена причина што и ова е вечна дилема и филозофи на правото би го дискутирале ова и теоретски е проблемот. Не може институција која се бира во собрание да очекувате од неја да биде департизирана. Затоа што во собранието ја бираат пратеници кои представуваат одредени политички партии. И ова е вечна дилема дали е можно да се случи. И како е вие би го спровеле сето? Проблем е со менталниот склоп. Ние имаме сега во моментов членови, например, на судски совет, кои што претходно биле големи активисти на СДСМ. И тело време постојано преку социјалните медиуми ја Весна Данева ја памтам од СДСМ, јас сум бил, мислам, ја не мора да бидам непартиски, мислам сега сум непартиски, но во минатото сум бил член на политичка партија на СДСМ. Јас и Весна Данева заедно бевме во општинската организација на СДСМ во Кавадар. Ја не шегував заедно плакати дека сме лепеле, но заедно сме биле со Весна Дамева. Ја памтам Весна од СДСМ. Не е единствена. Да. И сестра ја памтам, братучетка и цела фамилија, сите ги знам. Не е единствена Весна Дамева, која што била партиски активист, кружат и фотографии по социјалните мрежи, заедно со поранешниот премиер Зоран Заев. Сега, ние нивното повикување на одговорност за незаконско работење го карактеризираме како мешање на извршната во судската власт, а нивното именување на тие функции не го карактеризираме како тоа. Значи, тие буквално мора да бидат департизирани. Имаме и совет за јавни обвинители во кој што председателот исто така има роднински врски со функционери од
СДСМ, од редовите на СДСМ. Совет за јавни обвинители. Председателката на Советот на јавни Каква е обвинители. поврзаноста? Ќерката, незината ќерка беше кандидат на СДСМ на парламентарните избори на листата за пратеници во изборна единица 6 и актуелен советник во Советот на Општина Гостивар. Колегите кои го Керки не може да одговара за на Керка и партиската. Може на различно идеолошки да ме разликува. Може да. Што е често во македонските фамилии. Особено Ние кога сме мала мажот е држава, во тоа е факт, ВМРО, но- жената е во СДСМ и се на власт кој да е. Особено. Добро. Така ја разбираме ние демократијата. Значи, Сега по однос на корените измени, како што кажавте за начинот на избор во судскиот совет, проблем е што составот на судскиот совет е детално регулиран со Уставот на Република Македонија. За било какви измени по однос на составот, потребни се уставни измени. Петмината суди веќе доставиле одговори за поднесената интерпелација во рамки на судски совет, што се петмината членови. Што стои во одговорите, знаете? Не Имате сум информација? информиран дека доставиле одговори. Да прочитав вчера некаде на медиумите. Не сум информиран, одговорите ги има доставено до законодавниот Да, дом. до собранието се. Имаат можности на расправата по однос на нивната интерпелација да се обратат и во собранието. да, но сега мене тоа не ми беше јасно. Ја извинете ни, лаик сум како цела јавност што е лаик и тоа е добро затоа што вие сте тука да ни објасните. Доколку сега тие не ја поминат интерпелацијата, односно доколку се изгласа недоверба на нив. Да. Тоа значи после дека сепак нив не им престанува мандатот, така или Точно. како е? Точно. Интерпелацијата па е зошто ја регулирана правиме со таа доловник за интерпелација? за За да барање нивна провериме одговорност. легитимитет. За барање на нивна одговорност, да видиме дали самите ќе се одважат и за својата одговорност ќе си поднесат морална оставка. Меѓутоа, ако не го сторат тоа, јас лично не гледам причина да не бидат и разрешени. А како се разрешуваат? Во Уставот на Република Македонија е пропишано дека носителите на јавни функции, собранието има надлежност да именува, меѓутоа избира и да врши надзор и контрола на нивната работа. И е предвидена можноста да може да ги разреши. Секој Полесно е, значи, со Тие не овие се- случаи со судски тие не се некои врховни богови да немаат одговорност пред никого. И тие одговараат пред она кој ги избрал, а тоа е собранието на Република Македонија. Затоа и во член 100 став 8 мислам дека беше, дека е регулирано за својата работа одговараат пред собранието и да ставуваат извештај пред собранието. Не може тие да работат спротивно на уставот на законите, а никој да не може да ги повика на одговорност или да ги разреши. Во оваа смисла имате ли соработки разбирање со председателот на судскиот совет? Еве тоа е нов, мислам релативно веќе е нов бидејќи веќе известен период е таму. Не е испрљано народски кажано, не е извалкано презиме, име како и да е. Александар Камбовски, соработувате во За оваа тоа смисла? не знам баш, не извалкам. За сега не извадиле ништо медиумите, во таа смисла, велам сега. Презимето му е предизвикувачко. Немаме контакти со председателот, меѓутоа нормално како Министерство за правда пред се ја следиме работата затоа што таа се одразува на целиот правосуден систем. А зошто да немате контакти? Зарем не е вообичаено и природно да се дискутира? Можеме да во имаме рамки на- контакти по однос на предлозите за донесување на некои законски решенија, меѓутоа не можеме да разговараме по однос на носење на одлуки на советот или било какво влијание да имаме. Не ни е тоа целта, не ни е тоа Не, намената. апсолутно. Велам дали од кај нив има можеби некаков гартеве новиот председател или е свесен дека ова е процес кој е тргнат и дека без Јас ве разлика уверувам што дека сам сите се свесни дека и тој е вистинскиот пат за спроведување на процесот за независност на судството. Меѓутоа и сега тој од позицијата која што има, очекувано е, верувам дека има и притисоци од внатре од членовите за одредени ставови. Но што е поважно, да има притисокот на некој или генерално правдата во Македонија? Тоа е Најважно треба да биде една- правдата, треба да една- ги трниме и личните интереси од судството и од обвинителството. Судскиот совет мора да биде гарант на независноста на судството. Имавме еден скандал со една судика, скандал кој Радио Лидер го објави патем. Тоа е судиката која која прегази Фросина Кулакова, го пратила во малолетнички затвор. Министерството експресно реагираше. Замислете, таа жена требало да прави реформи во македонското правосудство, па ја тргна од тој совет. Од обвинителство, од судскиот совет рекоа дека ќе имаат некаква дисциплинска постапка за зошто донела таква пресуда, ќе истражуваат и така натаму. Но до овој момент ништо немаме слушнато, некако заборавија. Сите како
обично што бидува во Македонија, секое чудо за 3 дена, се крена народ, се крена протести, се крена јавното мислење високо горе за реформи во правосудството. Помина некој ден, помина 15 на 20 дена, колку се од тогаш поминат, и сега сме буквално во ситуацијата од претходно. Да. И судски совет го нема нигде и не кажуваат што одлучиле за женава, дали одлучиле, кога ќе уште истражуваат што се случило. Предпоставувам дека го имаат прибавено предметот, затоа што тие најавија дека ќе направат еден вид ревизија или проверка на можноста за определени повреди од страна на судијата кој постапувал по предметот. Тие постапки се водат доверливо во рамки на советот и се предвидени рокови на постапување, формирање на комисии, судија известител, член на советот кој е судија известител, меѓутоа за тоа ќе треба да се произнесат тие. Ама не треба да биде премолчено било какво незаконско постапување, затоа што ова трагедија која што се случи, особено со Фрасина, не е единствена. Имавме и претходно некои слични случаи. Тука само сакам мала дигресија, ќе се вратиме на темава. Вчера информација колегите испратија дека Основното јавно обвинителство Скопје заврши истражната постапка по предметот за онкологија. Постапката е во фаза во која течат рокови предвидени со Законот за кривична постапка, пошто јавноста ќе биде известена во однос на јавно обвинителската одлука и доказниот материјал. Што значи ова преведено во народски речник? Тоа во народски речник значи дека прибавувањето на докази постапката предистражната е завршена, врз основа на доказите обвинителство треба или да поднесе обвинение против осумничените, што би станале во тој случај обвинети до судот, при што започнува да течат судските рочишта, или да ја отфрли кривичната пријава или да го затвори предметот. Од многу долго време до доказите со кои да располага. Многу долго време требаше за да го испретестуираат сето ова во предистражна постапка. Главните критики, неажурноста на обвинителството е главна критика особено и причина за негативни извештаи. И беше и нотирано како причина за падот на индексот за перцепција на корупцијата. Неажурноста на обвинителството, особено во гонење на висок криминал и корупција. А инаќе судијата исто беше ставен, ми се чини, во индексот за корупција во извештајот последен. Инаќе Георгиев, затоа што во индексот е наведено имаме доказ за завршен правосилен предмет за учество во криминал и корупција на подпредседател на Советот за јавни обвинители. Исто така имаме врховен судија со правосилна пресуда осуден заради криминал и корупција. Реакција имаше вчера исто така и од левица заради неподржување од страна на власта на законнивен предлог за кривична одговорност на судии. Кривичната одговорност на судиите, онака како што беше формулирано тој предлог закон, не ја исклучува и законот за злоупотреба на службената положба и постои како и тие како и сите останати носители на функции сносат одговорност под кривичниот закон. Значи уште едни популистички фактори. Да, точно, и имаше и доза на неуставност во таа одредба, така што нивната кривична одговорност не е исклучена и тие одговараат врз основа на кривичниот закон. Околу оваа неуставноста на одредбата конкретно може и тоа да ни го образложите, чисто за да остане јасно во јавноста дека не сте вијално против, туку дека постојат аргументи зошто не сте. Апсолутно не сме против, меѓутоа истите битија на таа одредба се содржани во злоупотребата на службената положба и овластување. Дури одредени одредби се препишани во таа одредба. И се нарушува во слободната на одлучување на судијата која што е загарантирана со Уставот на Република Македонија. Значи практично овој предлог закон бил мешање. Се интензивира мешањето. Точно, и може да дојдеме и во ситуација и во пракса и правење и на притисок на поединечни судија за начинот на постапување по однос на одредени предмети. Иако пак ќе повторам, тоа кривично дело, битијата на тие кривични дела се содржани и во други одредби од кривичниот законник на Република Македонија. Да, тоа тие не се исклучени од одговорност по други одредби. Имено не се заштитени. Тие се популистички мерки кои што се преземаат заради да го завршиме овој круг со разрешувањето. Многумина ве критикуваат дека сте неефикасни, односно дека многу бавно ги правите овие работи. Еве, има неколку слушатели велат, видете што направи Трамп, 700 обвинители во толку краток период разрешил, вие 6 месеци, 7 месеци, колку сте веќе на власт, уште не може еден Љупчо Коцевски да го смените. Велат, како ви очекувате како влада да спроведете
политики на владата во однос на борба против корупција, против криминалот, а немате постојано ваши луѓе во обвинителство, односно луѓе кои ќе ја следат таа филозофија, политика која ја имате вие. Пак ќе повторам, нас не ни е целта да поставиме наши луѓе. Ние им дадовме доволно време, критиките се од граѓаните оправдани, дека во дел може да сме биле премногу толерантни. Меѓутоа, ние, кога навлеговме во реформирање на овие процеси, главните критики од така наречените и експерти беа дека ние се обидуваме да донесеме наши луѓе и дека извршната власт. Јас морам да кажам дека се служувам со оваа стратегија, бидејќи во дадовме доволно време да се поправи. Моментот, да, не можете со сатар да влезете вака, нели условно едноставно кажано, туку ние мора не да сме се Америка. остави вака. Не сме Америка. Ние би биле брутално нападнати во случај да настапевме на тој начин. Ние дадовме доволно шанса. На американскиот народ кои богови гледаат институционално во нивната држава. И спас. Кај нас е таа малку перцепција поразлична, бидејќи луѓето сметаат дека по дефолт секоја институција е против услуга на народот, наместо да биде во служба на народот, и разбирам зашто е многу тешко за актуелната влада да направи категорични радикални решенија, бидејќи тоа не е начинот во овој момент, во ваквиот мајндсет после на сето што го преживеавме како држава. Морам тука да кажам дека апсолутно се Не, праксата во минатото на што имаме ние како држава, ние имаме еве сега во обвинителство случај Лиле Стефанова сама на себе да си прави комисија дали добро е спроведен процесот. И сега она сама она е на дисциплинска во комисија во која што она одлучува за нејзината дисциплинска. Ама која поставил нејзе за председател на таа работна група која што треба да врши надлежност над предметите на кои работил? Јавниот обвинител на Република Македонија. Да. Тука има класичен пример за изземање кој што е пропишан во Законот за кривичната постапка. Не можеш да вршиш надзор над предмет на кој ти си постапувал во прв степен. А дополнително, за истата таа обвинителка, во истото висше јавно обвинителство во кое што врши надзор, е опфатена како дел од предметот за бонусите од СЈО. Дали сметате искрено, вие? Ме интересира вашиот личен став, не став како влада. Ме интересира ставот на Ален Деребан како адвокат, како дипломиран правник или магистер или како и да е. Дали сметате дека сите обвинители кои се опфатени во случајот бонуси за СЈО треба да престанат да бидат обвинители? Односно треба да бидат тргнати од обвинителскиот систем во Македонија? Мојот личен став, Личниот став ме интересира. ако ме прашувате, да, треба да бидат поведени соодветни постапки и да бидат суспендирани. Ако има основи, ако има докази во предметот дека имало било какви незаконити постапувања. 4 милиони евра бонус си поделиле. Постојат докази. Треба да бидат на изводи на сметки. Ако може други обвинители заради други причини да им се водат дисциплински постапки и привремено да бидат отстранети од вршење на јавно обвинителска. Но дали мислите дека трајно треба да бидат отстранети? Тоа ќе треба да се утврди врз основа на доказите кои што постојат во предметите. Ако има одговорност по тој предмет, мора да бидат трајно останети. А меѓутоа, за тоа треба да се видат доказите во предметот. Искре? Има и прашања, мислам, не знам тоа дали го спомена сега, се исклучив за секунда бидејќи ги читав коментарите. Златев, прашајте го заменик министерот дали во промената на Куцевски се спомнати бонусите на Чарлиевите ангели. Во она што вие го предлагате до владат, до она што владата ќе го предложи денес, ќе го изгласи. Во предлогот е наведена судирот на интерес. Во случајот постоење на судир на интерес е во случај на назначување на јавен обвинител кој што вршил надзор во предметот. Меѓутоа, по основите кои што се предвидени во Законот за јавно обвинителство, јасно е наведено по кои основи може да се поднесе предлог за разрешување, главно се опфатени тие основи. Имате голема поддршка од граѓаните и оние кои го следат. Граѓаните апсолутно ги зборам како поддржуваат. вас лично, Ален Делер. Благодарам. Да има одлични коментари. Ново име на македонската политичка сцена, не го познававме од претходно, но успеа да се наметне во овој период и токму затоа граѓаните гледаат вакви работи, но ова ви создава и голема одговорност, односно ако не испорачате реформи, оваа поддршка која сега имате во коментарите може да изгледа многу поинаку. Генерално. И тоа е нормално. Ако дојдевме тука заради политиканство, се нафатевме на овие позиции, нормално дека нема кратко
секоја функција кратко трае. Мислам, кога тога ние ќе се вратиме повторно на функциите кои што сме ги работели, професиите кои што сме ги работели пред да бидеме доведени нова функција. Сакаме да оставиме трак. Искрено сакам да оставам трак за промена во правосудниот систем од кој што сум бил во претходните години и да се вратам во подобар правосуден систем. Дали таа промена може со маички да се смени? Нели ние имавме, како ги викаат Чарлиевите ангели? Тоа беше примерот, нели, за реформа во македонскиот правосуден систем. И видовме како заврши. Да. А имавме и маички при шарината револуција Сорос, Арми Паеви, видовме и тоа како и која беше целта на. Да, имено, не е смешно зборувам за нив како индивидуи, инаку да, тоа што го донесе шарината, видовме што нас не донесе. Колку трагедии ни нанесоа како држава. И донесе членство во НАТО, кој сега може и да се распадне. И сега сите тие кои што биле дел од тие шарени револуции ни продаваат политиканство. Да. Тие шарени револуции кои што ни донесоа промена на име, кои што уставни измени. Добро, не сте ги уапсиле за велепредавство, тие се слободни и релевантни граѓани денес. Ја морам и малку и вас да ви спровоцирам, затоа што кога некој направил таков чин за кој сите зборуваме, но никој не е осуден за него, тие сега и се слободни, имаат целосен морален кредибилитет да зборуваат. Кога ќе ги уапсите за велепредавство, кога ќе ги ставите во затвор за велепредавство, тогаш више нема да може да продават. Ние како Министерство за правда немаме таква надлежност. Да. На меѓу време Зоран Заев има згради во Дубај или гради како и да. Тоа не е потврдено. Тој го демантираше Никола Груевски. Сега нешто и со Грузија, Туркменистан, уствари нешто се споменува. Ангелина Јаневска вели: глас добивте од народот, а народот сака брзи реформи. Ако слушате што вели Западот, тогаш и глас барајте од нив. Дали некој очекува дека Лиле, Фатиме, Бубевски ќе почнат правично да функционираат? Сите надвор и комплетен ремонт на целиот правосуден систем. Ова се пораките од граѓаните. Знаете, очекуваат од вас како извршна власт дека вие ќе потегнете буквално да се граѓаните ги поздравуваат овие процеси. Постапката за разрешување на јавниот обвинител и интерпелациите на членовите на судскиот совет. Ние добивме и поддршката од граѓаните токму за овие реформи во судскиот систем. Граѓаните за нас гласа, ние ветивме и целосно разрешување на судскиот совет. Значи, граѓаните го бараат тоа. Граѓаните, добар дел, се и самите имаат претрпено штета од овие монтирани судски случаи и постапки. И корумпираноста на одредени суди и јавни обвинители. Тие се жртва на тие судски процеси. Во тие судски постапки се одлучува за човечки судбини на луѓе. И ние не можеме да го сватиме тоа. Дозволуваме една корумпираност на целиот систем. Добро, господине Диреван, зошто е толку тешко да се има интегритет, судски, обвинителски во рамки на овие тела, можеби невисоки во конкретните области, зошто секој кој седнува може ниски им се платите, кукава е пласата на еден обвинител. За да не мора да бидат корумпирани. Платите се повеќе од доволни. Повеќе од доволни. Ние еве така гледаме, може малку зима, ако зима он 25.000 плата денари. Имаше законски измени во минатото за зголемување на платите на судиите и на обвинителите со цел зголемување на нивната независност, меѓутоа таа цел не се постигна очигледно. Да им ги вратиме на 25 во тој случај? Кукај плати? Па и да им помогнеме ако треба со хуманитарни. Судија во кој суд или јавен обвинител во кој јавно обвинителство. Мене интересира од прилика, еве Фатиме Фетаи како виш јавен обвинител. Не знам точно која е платата на не ги знаеме конкретно, бонусите, може некои нови бонуси има. Прилично добри плати. Да. И заработка има. Однос на професијата, над 2000 која евра. што бива, да. Добро. Па плюс сега може и некои нови бонуси имаат, за кој па може утре ќе имаме нов скандал, пак ние не знаеме каква е таа работа со чим ги видовме дека давале бонус. Ако им се мали платите, тие во секој момент можат да заминат во адвокатура или во приватен сектор. Може и да штрайкуваат. Например, да. Значи, веројатно ќе добијат поддршка од граѓаните. Синдикат тешко богати, да. Криминалците на вистина. Замисли штрајк на обвинителство. А кога сме не застапуваме предмети. Кога сме кај адвокатурата, вие споменавте дека сте биле адвокат пред да станете заменик министар. Тешко ли е во струга да се биде 12 години адвокат во амбиент кој што го диригира Рамис Мерко?
воопшто не е тешко да си адвокат Дали ви во бил струга. клиент Рамис Мерков? Еве на пример. Не. Воопшто може да од Рамис спротивната Мерков страна. е вистински предизвик за добар адвокат. Мислам, Може стварно. би од спротивната Да. страна, да. Да. Меѓутоа не. Влијанието на одредени функционери и политичари врз судството е големо и тоа е проблемот со кој се соочува адвокатурата и реалноста по однос на корумпираноста на одредени суди. Имавме случај каде што судскиот совет бараше изјави од судиите во основниот суд во Струга дали имале влијание од градоначалникот по однос за начинот на одлучување по одредени предмети. Си ми презме Значи, сигурно какво нема влијание никаква- може да има градоначалник врз судија? Градоначалникот не може да го разреши на судијата да му поведе дисциплинска постапка. Значи, тука станува збор за корупција. Да, И ама кој може да му судија да- би... Притисок и корупција. Да, Да. речи, кој мене ми дае пари. Мене дуп ми дае. Да речи, мене ми дае да Е, си па во тој случај доградам. зборуваме за нешто друго, а не за влијание. Никој судија не би потпишал таква изјава. Да, играта на зборови која е многу клучна во правната терминологија и дискусија, па и комуникација и која практично Да. е значајна, има силно значење. Одиме со кратка пауза за реклами, огромна гледаност ова утро. Продолжите да не гледате, продолжите да не слушате, ќе се вратиме назад и можеби ќе ви откриеме кој ќе биде идниот јавен обвинител, односно кој ќе седне на местото на Љупчо Коцевски, а тоа да не е Катица Јанева. Еве имаме од еден судија, сега не знам, можно е да лаже дека е судија. Вели, требаше да добиеме 78% покачување заедно со функционерите, ама не ни покача и сега мора да правиме корупција. Може би треба да размислите во оваа насока за покачување на платите. 78%. Очигледно е дека ќе падне главата на Коцевски, веќе веројатно и на Коцевски му е јасно. Ја вчера се шегував бев на судење некое поврзано со мене и гледам малце така све се одлагаат рочишта едно друго и си правиме муабет со еден обвинител, му викам очигледно сите чекаат да го сменат Коцевски да не направат белја во овој меѓу простор, но потоа предлогот е на влада кој да биде нов јавен обвинител на собрание, како да на суд... Исто како што е регулирано разрешувањето, регулиран е начинот на избор на новиот јавен обвинител на Република Македонија и тоа е по постапка по објавување на оглас. Се пријавуваат кандидати при што се пропишани условите 10 години непрекинат стаж како судија од кривична област или јавен обвинител. Треба да има новиот јавен обвинител и секој оној кој обавува таа функција. На огласот се пријавуваат кандидатите, сите тие кандидати се доставуваат на мислење до Советот за јавни обвинители. Советот за јавни обвинители, врз основа на нивниот бекграунд работа и нивниот став, дават позитивно или негативно мислење за секој еден од кандидатите. Ако Советот за јавни обвинители не даде мислење, позитивно мислење за ниту еден од кандидатите, во тој случај целиот процес се повторува. Од тие кандидати за кои Советот за јавни обвинители дал позитивно мислење, се доставува владата, има право да достави предлог до Собранието на Република Македонија за избор на јавниот обвинител. Тука е задолжително мислењето на Советот за јавни обвинители за разлика од постапката за разрешување. Значи, оној кандидат кој што нема да добие позитивно мислење од Советот, владата нема право да го предложи како кандидат Добро. до Собранието за нов јавен. Како се прави тој Совет за јавни обвинители? Советот за јавни обвинители е регулиран со посебен закон и во него 400 членови на Советот за јавни обвинители се избираат преку Собранието. Тие уште не се сменети. На два члена од Советот за јавни обвинители им е истечен мандатот. Така што едниот, мислам, имаме еден ново избран член на Советот за јавни обвинители од страна на Собранието, исто така попадна оглас. И постапка, мислам дека активна за избор на пополнување на Да ги второто. кажеме со име и презиме. Да. Во овој момент членови на Советот на јавни обвинители се Душица Димитриевска, Башким Бесими, интересно презиме, Љупчо Коцевски, Зорица Павлович, Јелена Догазанска Колева, Ермон Незири,
Кети Петкова, Светлана Стојковиќ, Маријана Илиевска и Ардијан Демири. Нема слика од овој Ардијан Демири. Но Ардијан Демири е ново избраниот член во Советот преку собранието. уште не стигнале да го сликаат. Добро, но И Значи, Димитриевска мислам дека беше нова или не? Не, Душица е председател на Советот за јавни обвинители. И тие се избрани од редот на обвинителите. Така. Преку непосредни избори од страна на јавните обвинители. Јавниот обвинител на Република Македонија е по функција член во Советот за јавни обвинители. Останатите се избираат преку изборен процес по виши јавни обвинителства, односно по апелациони подрачја. На непосредни мислите избори. дека овие луѓе може да изберат квалитетен иден јавен обвинител? Имаат капацитет и досега се покажале како Се надевам, добри, морални и така натаму да изберат на местото на Коцевски да дојде некој на вистина стабилен човек кој ќе донесе правда во македонското правосудство. се надевам дека ќе се одважат. Меѓутоа она што е значајно и Ние се тоа што за надеваме разлика нешто, знаете. Да, за разлика од судскиот совет, значи има овде, ако гледаме по однос на надлежностите, јавниот обвинител има многу поголеми надлежности од Советот за јавни обвинители. И значително изразено барем во минатото е влијанието по однос на истото. Предпоставувам дека ќе се обиде јавниот обвинител своето влијание да издействува да добие позитивно мислење или негативно мислење за предлогот за разрешување. Министеров Јас можам да ги охрабрам сите оние кои што сметаат дека може да се носат со таа функција, да бидат носител на овие реформи во јавното обвинителство, да се пријават на огласот на постапката на конкурсот кој што ќе биде после, меѓутоа тоа ќе оди после разрешување на актуелниот јавен обвинител. Никаде на средината на јануари министерот Филков кажа дека се работи за кратко законско решение за измени на кривичниот законник. До каде е? Министерот Филков формира работна група. Председател на таа работна група е, мислам, професорката Дејановска, за анализирање на почетокот, а после и можноста за кратки измени на кривичниот законник. Дали штетата ќе се поправи од она што Штетата не може беше да направено? бидеме искрени, штетата никогаш не може да се поправи. И никој не може да ја поправи, таа е ненадомеслива штета, затоа што постои начело во кривичниот законник, член 3, став 3, каде што вика дека начело за задолжителна примена на поблаг закон. Односно, ако во моментот на извршување делото или во текот на постапката законот се смени еднаш или повеќе пати, за сторителот ќе се примене законот кој што бил поблаг за сторителот. Така. Во овој случај, со законските измени кои што не беа случајни, Да, апсолутно. тие законски измени беа Со стопија донесени санкции, за да брзина со застарат застарување. голем број на кривични гонења против конкретни политички функционери и државни функционери од тој период, на кои им застарија Да. голем дел на кривични дела и се запреа кривичните постапки поради застареност, зашто државата има надоместено штета во огромни размери и дополнително сигурно и сега во моментов се водат постапки за надоместоци на штета за луѓе кои што биле лишени од слобода, притворени, не само за процесни надоместување на сите процесни трошоци на сите тие долготрајни постапки, туку и за надомест на штета кој им е загарантирано законско право. Како последица на тие законски измени, државата покрај што била оштетена со Сепак и треба да им сторувањето и плаќа извршувањето, нифоштет. треба да им Да. плаќа Наистина, оштета овие и луѓе што треба да им оштетени. надоместува процесни трошоци за тие постапки. На И во крај- случајов оштетена На само крај не државата. кабе. На На крај крај- државата кабе. Не, граѓаните. Граѓаните се кажа. Затоа што ние Затоа што плаќаме тие даноци. се пари од граѓаните. Сакам и уште ништо да ве прашам, чисто вака како човек кој совршено има експертиза во целата оваа правна смисла. Важи едно јавно мнение дека ете му се одзема имотот на Сашо Мјалков и така натаму, меѓутоа дека потоа пак ќе завршат во негови раце тие сите станови, тој цел имот кога ќе се даде на лицитација по ниски пари, ќе си го купат пак членовите на неговото семејство. Чисто како го гледате ова од ваша перспектива?
Во законот е предвидено и можност за конфискација на имотот кога постојат правни пречки за кривичното годење. Значи, ако правна пречка, името ќе се следат како пари во буџетот да се вратат. ако како правна пречка за водење на постапката ја гледам и застареноста. Меѓутоа, во случај на постоење на правна пречка за вакви незаконски действија, за злоупотреби и стекнување со одредени имотни корист, не е пречка конфискацијата на имотот. Обвинителството може да продолжи постапка за конфискација. И потоа што со тој имот? Тој имот е регулирано со законот за Агенција за запленет имот. Значи, ако станува збор за недвижен имот, кој што е конфискуван, одземен, со одлука на владата истиот може да биде даден на користење или да биде започната постапка за продажба по пат на лицитација. Корупцијата е една од најважните теми, за крај ќе отворим и неа како тема. Опозицијската СДСМ обвинува за сериозна корупција од страна на министерот за екологија и вице-премиерот Изет Меджити. Денеска преку писмено соопштение извести од СДСМ дека во 11 часот во владата на Република според нив Северна Македонија ќе му достават документи на премиерот Христијан Мицкоски за скандалот со Меджити. СДСМ чувствува одговорност да реагира веднаш откако премиерот Мицкоски јавно повика да му се достават докази за сомнежите дека постои корупција и неправилности во работата. Велот од партијата од СДСМ најавија и изјава пред владата пред да ги предадат документите. Ова е една нова пракса, интересна. Но опозицијата има реално право да го прави. Се согласувам, не е проблем да ги достават тие документи и докази, меѓутоа ако постои докази, по тие треба да постапува обвинителството. Ама добро, премиерот побарал да го достави. Он може морално да го отстрани. Сега, знаете ако било кој го прекршил законот и има докази дека сторил кривични дела, мора да одговара. Дури и за мене лично да се работи, да, мора да се сноси одговорност. Секој оној кој што се огрешил пред законот мора да сноси одговорност ако сакаме да имаме правна држава, воопшто да имаме држава. Доколку овие докази се навистина уверливи како што велат од СДСМ, верувате дека Мицкоски ќе го разреши вице-премиерот? Меѓутоа, не можам да навлегувам во однос на прво доказите, второ во однос што хипотетички што би било, кога би било. Да. Меѓутоа, пак ќе кажам, ако било кој има сгрешено пред законот или има сторено некакво кривично дело, треба да се сноси со сите последици кои што произлегуваат од тоа. Искра? Имаме прилично активен однос од опозицијата во борбата против. Не се сложувам дека имаме активен однос. Вчера имав прилика да слушам заменик председателката на 360 интервју госпоѓата Фани, која инаку никогаш не се согласи да дојде во Лидер, па и на Алфа, но тоа е друга тема за друга емисија. Прилично паушални и неаргументирани ставови за напаѓање на актуелната власт, работи прилично небулозни заради тоа што ти има можности сето тоа што таа зборуваше да го направи. Да, но Фани па не беше министерка тоа да го спроведе. Фани е ново лице на македонската политичка сцена. Епа еден пример, ајде, чисто тврди дека немало докази што сработел премиерот, 3 пати оди во Вашингтон, што е тоа добро за Македонија, па тие со кого се сретна во нивните 8 години? Кој висок функционер, мислам, не го брана Мицкоски. Тие се виновни не го брана Мицкоски, чисто само фактички зборувам. Значи, ако ништо сакате да нападнете, тоа нека биде аргументирано и издржано. Така што нема да се чудам ако е паушален и тој документ што ќе го достават. Нека дојде во Македонија Тереза Меј за време на СДСМ. Слушнавме ние од Филипче еден куп пресконференции со неточни факти кои тој ги изнесуваше и ги крстуваше факти. Немојте така, СДСМ меѓународен продор направи земјата. Направи затоа и паѓа популарноста меѓу народот рапидно. Е пример за криминал и партија, за жал. Тие се поим за криминал и корупција. И поради тие причини се станува трета партија политичка, меѓутоа и жалосно е што во моментов ние немаме опозиција. Затоа реков за жал имено, да. Тоа е Давид, тоа е сега криво вие. Тоа кога ќе кажат овие представници од ВМРО, нив криво име што немало опозиција. Не е така, добро е за општеството да има опозиција. Како граѓанин, кога има коректив,
стабилен салам коректив е проблем. И тие- Е проблем на подолгов, може да сега не е одма, но Не го напушта тој принцип истиот кадар што бил пример за корупција и криминал, сега држи некои квази пресконференции. Да, има навистина. Но сега види, ја пак сега ќе ве вратам од преска со велепредавството. Вие не сте го затворили уште Филипче. Се додека не го затворат Филипче. Обвинителството е тоа кое треба да... Па се Тоа додека е причина, влијанието на одредени политички функционери врз обвинителството е причина поради кој што ги започнавме овие процеси и за како Невин разрешување. има право да ви ги држи нели овие пресконференции. Како Невин, затоа што тој во овој момент не е осудуван, иако му изгореа луѓе таму во модуларните болници, кои се направени по пропис на министерството кој тој го водел, и се ставени тие опреми така натаму, и компанијата е виновна и сите се виновни, но на крај на крај еден обичен таму директор ја презема на крај одговорноста, се било на него, иако министерството ја правило таа болница. Но прашањето ми е зошто мислите дека СДСМ веќе ќе стане трета партија? Треба да им помогнеме. да, што да станат трета или Не да станат втора. Тие треба сами да си помогнат. Да си направат реформи, да изберат да донесат нови луѓе и да ги напуштат овие ставови и политики кои што ги водат, а кои што се штета на Република Македонија. Еве, фани е нова искра од Сабајле, дрве и камењ. Ана Чупеска е нова. Јас по цело време дрве и камењ. Па не им дозволуваме на овие луѓе да се развијат. Како јавност не им дозволуваме. Сакам само еден скок малце да направам. Значи, Веда во грб треба да сме точно, да, така не се треба да им сложува. помогнеме. Имено. Малкумина што знаат, или тие што треба знаат, еве јас сум од тие малкумината што не, вие сте магистар за меѓународно јавно и приватно. Право и меѓународно. И меѓународно јавно право и приватно. И На УКИМ? односи. Да, Јустинијан први. Како ви изгледа оваа цела дипломатска офанзива од тој аспект на владата? Па Во никогаш смисла, никогаш во минатото ние сме немале Еве, ваква. наспроти ова што го тврди СДСМ дека џабе оделе и џабе што Во ќе минатото донесело тоа ние за никогаш Македонија. не сме имале ваква дипломатска офанзива Апсолутно. и вака блиски односи со Вашингтон и Соединетите Американски држави. И ние ова блискост, ова соработка мораме да ја искористиме. И ќе ја искористиме. Особено премиерот е во постојани контакти, постојани посети во Вашингтон и е уважен како никој премиер досега. И единствен што бил на конзервативната конференција како говорник да тоа го Точно. прочитав. Точно. Ма добро, сега знаете. Вчера пак заедно со американците предложивме ние една резолуција која не помина за Украина. Ние бевме предложител заедно со Соединетите Американски држави, со Израел и со уште неколку банана држави. Добро, Унгарија не е банана држава, сериозна држава, но имаш и неколку тие Барбуда и така натаму. И не ни помина тоа со Соединетите Американски држави, туку помина Европската резолуција за Украина. Не помина американската, на која ние бевме копредложител. Дали може би оваа блискост со Соединетите Американски држави може да ни донесе одредени тензии со државите на Европската унија, кои очигледно сега имаат еден различен, не се баш балансирани со американската надворешна политика. Не може да ни нанесе било какви реперкусии. Прво, ние треба внатрешно да се реформираме. Ние самите мора да ги спроведеме тие процеси. Ние не сме таква држава која што има моćно влијание во глобалната политика. Ние мораме сами да си го сработиме она што имаме шанса во моментов и што имаме подршка од меѓународниот. Многу бе интересни вчера насловите велат. Мицкоски вика прв застана во антиукраинскиот фронт. И сега ти гледаш со Америка прв, заедно до Америка, и од СДСМ Америка ја нарекуваат антиукраинска во овој момент. Многу чудни димензии доби новата светска геополитика. Морам да признам, за мене неочекуван развој на настаните. Така е нормално и преку промена на политички гарнитури, партии кои ги преземаат власт. Лесно е да се калкулира со антиукраинска, антируска и не знам како.
во суштина големата слика не е јасна на сите, а тоа е дека наивноста на Зеленски излезе на виделина, односно се докажа нешто за кое што се зборуваше изминатиот период и тоа нели веднаш се користеше за некој да биде антизападен елемент, проруски елемент и така Ја да натаму. бидам објективен со тебе, јас од првиот момент ја поддржувам Украина, но Исто неколку така. години подоцна држава која му има дадено орден на Џабир Дерала не може да заврши добро. Се сложувам. Да. Дури, значи, Со одветна паралела вака сликовита генерално, Прилично так, сликовита. не може, не постои сценарио во кое што држава која му дала орден за заслуги на Џабир Дерала може да заврши добро. Не постои такво сценарио. Ова е од мојата геополитичка школа на Издржана. хиподром маџари релација. Да, не го подценува британскиот момент. Да, па добро не. Ова сепак е хиподром маџари. Ние сме веќе во аут од страна на ЕУ за меѓути нешто ми е чудно, велат човекот е многу сумљив, нашиве слушатели. Во секој случај им доминираат Убава. пораки за убава. поддршка Да, кон Дереван да. И начинот и елоквентност. Има ли некој податок колку пари се плаќаат за изгубени процеси во Страсбург? Не, тоа е зависно. Судот во Страсбург утврдува повреда на одредено право за гарантирано со И после во Конвенцијата за Македонија се заштита на суди колку човекови треба да му права, платиме. може да досуди оштета во зависност од повредата за која што станува збор и секој предмет е различен. Ама вкупно годишно колку пари трошиме на тоа? Имаме ли податок? Процентуално износите се различни, зависно од бројот на предмети по кои постапувал и одлучувал. Нема некои правила, секој предмет е буквално различен. Со тоа што имаме зголемен број на предмети со предметите кои ги водеше специјалното јавно обвинителство, по кои што сега постапува Европскиот суд за човекови права и нормално е дека со зголемување на обемот на предмети би се зголемила и оштетата, поголем број на усвоени апликации. Со тоа што пресудата на Европскиот суд за човекови права после и основ во рок од 30 дена странката да поднесе барање за повторување на постапката пред домашните судови, кои што се обврзани да го прифатат мислењето на Европскиот суд за човекови права. Меѓутоа, како што кажав, поради огромниот број на предмети, зголемување на кривични предмети кои што Да, ма беа на водени крајот особено пред државата е кривични. таа која треба да плати. Државата Не ќе знам. плати оштетата за незаконското постапување од страна на судовите, нормално, при кои се утврдува повреда на одредени права. Добро, не може на крај тој судија кој ги повредил тие права, некако барем дел од компензацијата он да си ја плаќа. Затоа што доколку Да, тоа е добро решение, например, да. доколку нашиот техничар ово утро поради негово невнимание истури вода на миксетата и ги о не е закана. Нормално и ги Ама мислимо и е. ја оштети опремата овде, тогаш најверојатно он ќе треба да си ја плати таа, дали на плата ќе му кратиме, дали ќе донесе наеднаш пари, се ние да ќе купиме нова миксета. Е сега не можем мојот аудио миксер да одговара, мојот тонец, нели, за својата работа и штетата која може да ја предизвика, која е техничка и смешна, а да не може овој кој може човековите права на некој да му ги повреди, тој да не може да одговара. Токму затоа мислам дека можеби Димитар Апасиев е во право кога вели дека треба законска промена со која што и судиите би одговарали. И Ама сега, веќе е и врз предвидено основа на можност кривичниот, сега. овој актуелен кривичен законник може да се сноси одговорност. Меѓутоа, она што треба да се утврди е вината. Ако се утврди вина во постапки пред судскиот совет во кој би била сносил дисциплинска одговорност, би бил разрешен судијата поради незаконитост во работењето, да, нормално, државата има право и да бара регрес од оној кој што ја причинил таа штета. А тоа е Затоа што државата ја надоместила таа штета. Фантастично Меѓутоа тешко треба да да се се утврди докаже вината. вината. Дали во кривична Ја не постапка сум би се видел некој утврдила таа судија вина? да дае пари за лара. Ова само теоретски постои во некој, нели? И правно постои. Да, ком правно некаква постои. можност која не се искористила до сега. Може би треба малку да се бустира ова политика на говорност за она што сте го Имаме и сработили. голем број на процеси во Врховен суд кој што е надлежен да одлучува по повреда на правото на судење во разумен рок на предметите и голем дел и предмети се
усвоени апликации од страна на Страсбур. Заради тоа. Заради тоа имаме големен број на предмети каде што тоа право им се досудува од Европскиот суд за стечајни постапки кои траеле и се уште траат 18-20 години. А стечајните постапки се една филозофија само за себе. Се поголем број на апликации се усвоени. Да, тоа заслужува цела една емисија. Тоа не е емисија, тоа заслужува документарец со 10 продолженија. Ние у претходниот објект каде што ни беше радиото имавме трафостаница која беше во сопственост на компанија која е во стечај. И тоа беше овак еден хаос. А стечајниот директор починат од 2005 година. Лела. И се случува дефект, ева навели не ова наша, па хаос се случи. Но за крај не прашавте ништо за Хајрулахи. Ги спомнавме и Цветановски и Хајрулахи. Еве ќе прашаме затоа што нашата слушателка Евка Петровска Стојановска сака да прашаме, ќе испочитуваме дали Хајрулахи или Цветановски, можеби еден од нив ќе биде предлогот за јавен обвинител кој ќе седне на местото на Коцевски. Кога го критикував јавниот обвинител Коцевски за постапувањето со висшите јавни обвинителства, не значи дека заземам страна на било кого. Јас не кажувам дека тие се целосно во право или меѓутоа гледам кршење на законските прописи по однос на начинот на постапување. И тоа не значи дека овие суди би биле обвинители, се извинувам, потенцијални да не биле, ние ги гледаме на вистина воопшто се уште не е разговарано за, барем јас не сум биден вклучен во разговори за конкретно име за јавен обвинител и затоа не сакам воопшто ниту да лицитирам за имиња. Затоа што јас не сум биден ни консултиран, ниту со мене е разговарано, ниту верувам дека пред да се обави целата процедура ќе биде избран јавниот обвинител. Откако ќе заврши процедурата за избор, предпоставувам, кажав, мора и позитивно мислење на Советот за јавни обвинители, владата ќе достави свој предлог до собранието, кој што мора да биде безкомпромисен борец против криминал и корупција и мора да воспостави конечно ред во јавното обвинителство. Ова сито што го кажавте на крај, може и кога ќе ја видиме баш таа слика? Интегритет, професионализам, борци и чувари на правото и правдата во Македонија. Мора да ја видиме и ќе ја видиме сега таа слика, затоа што ако не ја видиме таа слика, ние ќе ја изгубиме државата. Ова е последната шанса. Имаме хаос и безредие во целиот систем. Ако сега, ова е последната шанса која што мора да искористиме. И не смееме да ја пропуштиме. Ова е крај за Македонија. Ако ние не ја искористиме, не го департизираме и изчистиме од криминал и корупција обвинителството и судството. Минатиот вторник во ова студио на вашето место седеше директорот на Царина кој рече: ќе бидам најсреќен мајндсетот на цариниците да го променам, како да се промени мајндсетот еве на судиите и обвинителите. Да не биде како ќе ја видат политичката моќ, така себе си да се само цензурираат, односно само потикнуваат кон клиентализам. Кај нас и во целото општество, нека и судиите, обвинителите и управните органи и кај народот треба да се смени мајндсетот и вредностите. А тие можат да се променат само по принцип на казнивост и одговорност. Се сложувам. Ќе се навратам по не знам кој пат на Врховниот судија и членот на Советот за јавни обвинители. Ако немаме казнивост, максимални казни за тие дела, ние не може да очекуваме дека ќе смениме нешто во системот. Фантастично брзо си го менуваме мајндсетот кога ќе излеземе надвор од границите на Македонија во не знам било која земја членка на ЕУ од страв да не бидеме санкционирани, само од страв, а додека сме... Овде сме свој на своето. Има еден добар коментар и со него завршуваме. Каков е ставот на заменикот и на владата за кадровското екипирање со стручни соработници во обвинителствата, кои покрај стручните компетенции треба да поседуваат и познаење на англиски јазик, кој го докажуваат со сертификат IELTS, а такви има малку и работата во нив без надоместок како волонтери по 2 и повеќе години имале овие стручни соработници. Па тие сертификати кои што треба да ги поседуваат ја намалува и можноста за екипирање на стручен кадар. Посредуваме за лажни сертификати, затоа што цела држава има и лажни сертификати. Кој ги фати во Академија за суди дека имаат лажни сертификати, можете да замислите до каде е дојдена ситуацијата. Да, во новите јавни обвинителства имаме обвинители кои што врз основа на
лажни сертификати се запишале на академијата, а сега истите тие треба да гонат некој друг кој што се стекнал сертификат. Меѓутоа, тие сертификати, мислам дека полека треба, личен мој став е да се напуштат потреба, не само во однос на стручните соработници во јавните обвинителства, туку и во многу други институции. Не може во некое подрачно оделение во било кој град или во архива да има потреба да поседува било што какви сертификати. Еве како Министерство за правда да ви предложим една друга законска измена. Има многу небулози во законот. Пример, јас сум дипломирал и магистрирал на универзитет во Соединените Американски држави или во Велика Британија. Во мојот случај во Велика Британија. И сега за да бидам ја директор на Агенцијата за национална безбедност, пример ја земко, ја треба да имам сертификат. Сега пази, човек кој своето високо образование го стекнал на англиски јазик, треба на државата да доставува важички сертификат за познавање на англиски јазик. По-небулозно, тоа е само на англичанец да му побарате да ви положи сертификат за англиски јазик, ме разбирате? Уште поголема небулоза е што ние бараме сертификати за познавање на англиски јазик, а не бараме сертификат за познавање на македонскиот јазик. Да. Имаме одредени функционери кои што не го познаваат добро македонскиот јазик. Имаме директори во конкретно, ево ќе се навратам во мојот крај во Струга. Имаме директор на основно училиште кој по потекло од Албанија и не го познава македонскиот јазик. А за позицијата директор на основно училиште, претходниот закон предвидуваше потреба да поседува сертификат за познавање на англискиот јазик. Човекот си има за англиски, што ќе му е македонски? Тоа што е директор у апсолутно небулоза се служувам. На вистина небулозно морам да признам. Ви благодарам многу. Искра ти благодарам и тебе. Да, ви благодарам на двајцата за енергијата, нашиот гостин особено, заради елоквентноста, детални објаснувања и убавите народски експликации на тоа што ни е јасно. Практично. Владата денеска конечно ќе одлучува за судбината на Љубомир Коцевски. Му посекуваме среќа како иден, како се вика, пензиониран јавен обвинител, иден бивш јавен обвинител. Тоа е се. Понекогаш животот не е фер и понекогаш кога мислите дека сте во зенитот на моките, не може да предвидите дека само бездната е толку многу близко што само вака малку треба да погледнете за да ја видите. А гробиштата се полни со луѓе кои не ја виделе. Правните правосудните гробишта. Луѓето кои го погребаа македонското правосудство се полни со луѓе кои не ја видоат бездната на неколку метри. Почитувани слушатели, останете со 98,1 FM. Утре имаме ексклузивна емисија заедно со Сотир Костов, кој нешто ми менја ставови у последно време и ми станува многу голем американофил. Се менја за 180 степени, па сакам малце да го протресам за оваа работа. Веќе во четврток сме заедно со Драган Милосавлевиќ, а во петок ќе се погрижиме за вашата забава со Аги Мионус, кој веројатно сега подготвува некоја нова песна, која ќе ја отпее на некој нов јазик.